Добро вечер, јас сум Васко Ефтов во емисијата по центар на Алфа телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија е Киро Глигоров, сведокот на историјата или контраверзите на една политичка кариера. За почеток, почитувани гледачи, бидејќи ова е прва емисија после новогодишните празници, јас да ви посакам среќна и успешна 2012 година, многу здравје, многу среќа и многу успех. За потребите на оваа емисија, почитувани гледачи, ние ќе користиме интервјуата од архивата на продукција Ефтов или ставно збор некаде за 3000 снимени интервјуа кои ги имам јас направено во текот на изминатите години, односно станува збор за една од најбогатите архиви во Република Македонија. За почеток да одговориме на дилемата како Киро Глигоров се враќа од Белград во Скопје и како станал прв председател на Република Македонија. Во тоа време Глигоров беше на некој начин репопуларизиран како шеф на тимот на Анте Марковиќ. Перо Гоше беше вржан во таа комисија на Анте Марковиќ во која што беше и Киро Глигоров. Доаѓањето на Киро Глигоров од Белград во овако што е во Скопје е заслуга на Петар Гошев. Киро Глигоров и Петар Гошев има постигнато прекјутен договор после очекуваната победа на изборите 1991 година, Глигоров да биде председател, а Перо Гошев да биде премиер на Република Македонија. Меѓутоа на големо и неочекувано изненадување на сите на тие избори победува ВМРО-ДПМН. Морам и денеска да признам дека бројката од 39 пратеници, ако не се лажам, кои ги освоивме, беше изненадување за сите нас. На јавноста и стана јасно дека Јупчо Георгиевски може да биде или председател или премиер. После изборите, после кои стана јасно дека СДСМ и ВМРО-ДПМН ќе треба да делат власта во независна Република Македонија, е постигнат тој таен договор помеѓу Љупчо Георгиевски и Петар Гошев. Гошев да биде премиер, Дедо Михил да биде председател на Република Македонија, а собраниски спикер да биде Владо Голубовски. Меѓутоа тој договор паѓа во вода, бидејќи Киро Глигоров со своите врски во СДСМ го растура тој план на Гошев и на Љупчо Георгиевски. Петар Гошев ги водеше тајните разговори со Љупчо Георгиевски непосредно пред мојата елиминација во Велес. И тоа ми малку мирисеше како они веќе да имале контакт со Гошев, само да не знаат нивните, едните и другите. Имаше седница на председателство на која што јас сметам дека постоеше еден обид за мала манипулација од страна на Петар Гошев, на која што рече, знаете што, сега јас разговарав со Киро Глигоров и тој нема да ја прифати функцијата председател на државата. Петар Гошев поготово беше кренал раце од него. Петар Гошев сакаше отец Михаил да биде нешто како македонски Макаријас. И Љупчо вика, еве, јас предлагам за кандидат за председател да биде Архиепископот да биде председател на држава, Гошев да биде премиер, ако не се лажам. И еден момент ние се согласивме. Во тоа време Гошев веќе застана зад кандидатурата на Михаил. На крајот Дедо Михаил прифаќа да биде прв македонски председател, меѓутоа на тајната седница на тогашните реформирани македонски комунисти, тој план на Петар Гошев беше надгласан. Вечерта ми се јавува мене негде кај 8 часа негде, Дедо Михаил. И ми вика, и јас еве прифаќам. Ама вика, јас вика, еве, сите ми дадовте по еден број, господин Гошев ми даде два, ама не може никој да го најдам, вика, звонам на двата броја, никој не се јавува. Веќе утре дента стана јасно дека таа работа не бива. Меѓутоа сметам дека тој имаше тука проблем со неговите. И на седница на Централниот комитет ние го променивме ставот. Практично неговите луѓе му ја ресипаа комбинацијата. Мислам дека Глигоров претходно имаше вработено добро СДСМ. Една година после тој пораз во битката со Киро Глигоров, Петар Гошев ја напушта СДСМ со таа своја легендарна изјава дека не сака да биде политичар за еднократна употреба. Јас не сакам да бидам човек за еднократна употреба од било кого и од било која партија. Која е врската помеѓу Бранко Црвенковски и Киро Глигоров? Таа врска посебно се зајакнува за изборите 90-та година, кога Бранко Црвенковски е шеф на изборен штаб на македонските комунисти и тога се воспоставува таа блиска соработка со Киро Глигоров. Проблемот можеби
излезе на површина тогаш кога според изборниот резултат што го постигна СКМ-ПДП беше сосема јасно дека не можеме да рефлектираме, да дадеме и свој кандидат за председател на државата и свој кандидат за премиер на новата влада. На патот на Киро Глигоров да стане прв председател на независна Македонија стоеше волјата на партијата ВМРО-ДПМН. Со помош на штипското лоби во рамки на таа партија, Киро Глигоров на крајот добива согласноста на ова партија, односно на ВМРО-ДПМН. На тоа претходи една долга средба, некаде околу 8 сати траеше таа средба во вилата на првиот македонски генерал Михајло Апостолски. И таму цело поручек седевме и почна да ме распрашуваат. И таа средба се оствари во вилата на Апостолски. Мислам дека не е околу 8 сати траеше. Тој разговор беше доста долг. Имаме повеќе средби, контакти во приватни домови, кај нас, кај други луѓе, така натаму. Мислам дека господин Глигоров сакаше да ме убеди во патриотизмот, а јас бев отворен да прифатам. Тие потоа се вратија со импресија дека човекот цел време зборувал за Македонија, колку е тој патриот, така што и тие беа импресионирани од тој разговор малку и така се создаде полека тоа лоби. Ти господин Киро Глигоров ја доби поддршката токму од ВМРО-ДПМН и стана председател. Македонија е се што имаме. На тој начин Киро Глигоров стана прв председател на независна Македонија. Да видиме која е вистината на тој договор помеѓу Киро Глигоров и Алија Изетбеговиќ за наводно спасување на тогашна СФР Југославија. Преговори су имали неку врсту у почетку тајне димензije. Председник Глигоров би дошao малим авионом и ми smo išli dole u neki mali motel južno od Sarajeva prema Hadžićima. Од наша страна во тие преговори на таа платформа Глигоров и Изетбеговиќ работат и учествуваат Љубомир Фрчковски, Владо Поповски и сега веќе покојниот Лазе Китановски. Па деталите беа правени во посебни средби. Со господин Фрчковски во Сараево разговарахме за дефинитивниот документ. Или во Сараево или во Скопје доаѓаа советниците тука, имавме две средби овдека. И био тоа јако добар концепт. Остана едно спорно прашање дали да биде сојуз на држави или сојуз на држава. Од целиот текст произлегуваше дека треба да биде сојуз на држави. Глигоров je tačno znao šta to Srbima treba, šta to možda Hrvatima treba da bi se zadovoljili u tome. Mi smo našli bili neku formulu. I republikите би биле членки на Обединетите нации и Сојузна република Југославија би била членка на Обединетите нации. Слушнете ова формулација, почитувани гледачи. Членка на Обединетите нации да биде и СФР Југославија, а членки на Обединетите нации да бидат и независните републики кои ќе бидат во состав на таа СФР Југославија. Што мислите, почитувани гледачи? Ако беше прифатена таа платформа Глигоров и Изетбеговиќ, и ако тогаш на СФР Југославија станеше членка на Обединетите нации, и ако 6 југословенски републики исто така станаа членки на Обединетите нации, дали тогаш ние ќе имавме сите тие проблеми поставени од грчка страна на нашиот прием во рамки на Обединетите нации? Веројатно во тоа е големината на Киро Глигоров. Тој многу пред останатите гледаше напред. Tako da im je on ostavio neke države unutar te labave Jugoslavije. Međutim, тука треба да демантираме две тези, почитувани гледачи, дека Киро Глигоров и Алија Изетбеговиќ сушност работеле на спасување на СФР Југославија. Вистината дека ниту Глигоров, ниту Изетбеговиќ не беа татковци на тој концепт за спасување на Југославија или на таа платформа Глигоров и Изетбеговиќ, туку дека сушност за таа платформа стоеше Анте Марковиќ и неговите лобистички врски во Вашингтон и во Брисел. И како второ, не е точно дека Киро Глигоров и Алија Изетбеговиќ се бореле за спас на Југославија, другите југословенски републики сакале да напуштат Југославија. Таа платформа на Глигоров и Изетбеговиќ на тој состанок во Сараево имала поддршка и од Словенија. Одговарала е платформа, одговарала Босанцима, одговарала Македонцима, одговарала и Словенцима. И затоа сум јас подпрл таа предлог. Кучан се јави после за збор. Ја мислам дека ово не е за отфрлање. Međutim, nije to Milošević htio. Počeo da izmišlja jedan razlog, pa drugi, pa treći, pa u stvari nije htio to. A i Tuđman, dobro mu je došlo to odbijanje Miloševića.
za koju danas žalim da nije uspjela jer je mogla po našem mišljenju da spriječi krvavo rasturanje Jugoslavije. На тој состанок во Стојчеваc во близината на Сараево некаде пролета 1991 година всушност беше отфрлена таа платформа Глигоров Изетбеговиќ, иако претходно таа платформа беше прифатена од Босна, од Македонија, од Црна Гора и од Словенија. Референдумското прашање беше така напишано за да може референдумот да успее и тоа беше направено поради 4 причини, почитувани гледачи. Референдумот во Македонија нема двосмисленост. Тој е референдум за да стекнеме независност. Како прво, еден голем дел од граѓаните на Република Македонија, некаде околу 45%, сакаат тогаш да останат во рамки на СФР Југославија. Во тоа време Брима Галуп направи една анкета, 44% од испитаниците не сакаа самостојност. Тоа е огромен процент. Како второ, тогашното водство на ВМРО ДПМН се плашеше дека референдумот може да биде неуспешен. И Лјупчо ми одговори тогаш дека тој се плаши. Едно огромно мнозинство воопшто не ја сакаше самостојноста на Македонија, не ја ни посекуваше. Како трето, мораше да се внимава на присуството на ЈНА тогаш во Република Македонија, бидејќи референдумот беше правен се додека југословенската војска беше стационирана во Скопје. Состојбите во Република Македонија беа исклучително сложени поради влијанието што го имаше Србија во Македонија. Mi nikada nismo mislili da će u tim okolnostima Makedonija da traži odcepljenje. И како четврто, а по мене и најважно, тогашното водство на албанците во Република Македонија всушност не сакаше да се растури СФР Југославија, бидејќи смета дека заедно со Косово во рамките на скратена Југославија полесно ќе го остварат своите права. Имаше една замка внатре поставена, нели? Со право. Меѓутоа тоа беше замка за да не иритира една објективна воена и политичка сила која постоеше во тоа време. А евентуално ако има недоумици со малцинствата тогашни во Македонија и нив да им избие таква можност. Еве како референдумското прашање беше составено во кабинетот на Киро Глигоров. Имаше еден состанок и Киро Глигоров во кабинетот, на кој присуствувавме од тогашната коалиција, меѓутоа не присуствува ПДП. Значи беше социјалистичка партија тогашна, Киро Поповски, СДС и ЛДП, реформските сили. Се донесе одлука за референдумот. Добро, таа созреваше, таа не беше сега одлучуваме. Меѓутоа созреваше како идеја у кој правец да оди. Се направи една пауза од 2 часа во која треба да се прашањето напише. Зашто вака, ајде да видиме со 2 прашања, со можност, меѓутоа тоа некој треба да го напише. Јас и Зоран Крстевски го пишувавме, еве вака. Го пишувавме со Зоран, за ги најдеме тие детали, па тој член се сеќам, нели, со други те. Значи, не со други републики, што е неодредена, може да бидат и 3, може да и 4, нели, други те. Веќе сите, да. Тие детали го формулиравме и го доставивме повторно по 2 сата доле, се виде, тоа е тоа од прилика. И после мислам дека не доживеа некоја промена. Подоцна за тој договор и за тоа референдумско прашање на една средба во Охрид Киро Глигоров, кој формираше државниот врв премиерот Плюсев, вице-премиерот Блаже Ристевски и собранискиот спикер Стојан Андов. Ете го Киро доаѓа, уште сабајле. И ми донесе едно мало ливче, толкаво така, од нотес искинато. Како сега гледам, седнавме на тие маси и ми вика, што велиш за ова прашање, референдумско? Прашањето така како што беше формулирано, го формулира Киро Глигоров, го формулира на едно мало ливче и тоа со графитен молив. Ништо не рече, не го даде да прошета на присутните, го читавме. Да ви честитам слободна, суверена и самостојна Македонија! На крајот на криштата, извештајот на Бадентеровата комисија покаже дека тој процес на независноста на Република Македонија без малку бил перфектно изведен.
Мислам дека тоа барање за независност беше подкрепено со сите релевантни документи кои можат да доведат до заклучок дека ние сме исполниле сите услови за независност. Оттаму и дојде тоа видување и тој заклучок на Бадинтеровата комисија дека Словенија и Македонија ги исполнуваат условите за независни држави. Тоа е историски документ. Тој не може веќе со ништо да се избрише. Во тој период, од референдумот на 8 септември 1991 година до публикувањето на ЈНА од територијата на Република Македонија 27 март 1992 година, се случуваат два многу битни процеси кои се битни за еднината на независна Република Македонија. Тоа е прво обидот да биде формиран тој Јужен фронт на територијата на Македонија и Македонија како второ да биде составен дел на скратена Србославија. Јесте, о Јужном фронту се размишляло? И нормално дека беше нивни интерес да се отвори некој друг фронт за да се дефокусира целата моќ на тогашната југословенска армија која што беше сконцентрирана во Хрватска. Тогашните хрватски власти денес не кријат дека работеле многу активно на отварање на Јужен фронт во Македонија и на тој начин да бидат развлечени силите на поранешна ЈНА. Не само тоа, ние знаевме за силните комуникации помеѓу ХДЗ и ВМРО-ДПМН. Јас сум човек и Љупчо Георгиевски кој што на повеќе наврати сме биле во неговиот приватен дом, значи на Фрањо Туѓман во тој период. Ги слушавме паролите или повиците дека нема држава без крв. Значи дека Македонија треба да се подготвува за војна и низ војна да ја избори својата независност. Јас бев обвинуван за таа теза, иако можем да кажем дека немало такви обиди. Ниту обид немало за тоа. Онда смо контактирали и са македонским. Љупчо Георговским смо посебно наглашено контактирали. Значи имаше едно воинствено крило кое што сакаше во Македонија да се отвори нели тој Јужен фронт. И всушност тие повици овдека дека треба да се блокираат касарните, дека со крв мора да се обезбеди создавањето на државата и така натаму, свесно или несвесно, намерно или ненамерно, одеа во правец на отварање на Јужен фронт, односно на ризикување на Македонија. Прашање каква ќе беше иднината на денешна Македонија ако тогаш беше отворен тој Јужен фронт е веројатно клучната дилема. Дали тогаш Бугарија ќе може да стои мирно и да гледа како на територијата на Македонија се водат војни. Тогашниот бугарски премиер Филип Димитров во интервју со мене категорично кажува дека Бугарија не може да стои мирна и дека Бугарија ќе земеше активно учество ако на територијата на Македонија се отвореше тој Јужен фронт. Българија трудно би могла да остане неангажирана. Формата, в която тя би се ангажирала, е нещо, което не знам. Втората голема опасност во тој период 1991 и почетокот на 1992 година беше најавеното формирање на така наречената Србославија, составена од Босна, Црна Гора, Македонија и Србија. Велика Британија и тогашниот шеф на тој преговарачки тим за еднината на СФР Југославија, лордот Керингтон, активно застана на страна на србите за формирањето на Србославија и ја добија на некој начин преќутната согласност за тоа на тогашниот германски министар за надворешни работи господинот Геншер. Mi, moram reći, u tom trenutku nikada nismo ni pomišljali da će se i Bosna izdvajati. I oni smetao ti, nema da vide nikov problem da je Bosna i Hercegovina zavzemat, a posle to da je priključat na nekakva federacija od ostatok, od što bi ostanalo. I tuka računa i na nas. Mi smo uvek nastojali da Bosna i Hercegovina ostane u Jugoslaviji u svim mogućim varijantama. Значи имаш опција А, опција Б. Одржување Југославија или одржување на мала Југославија. И јас сум сигурен, доколку Милошевиќ не ја нападнеше Босна и Херцеговина, а Изетбеговиќ ќе беше дел од конструкцијата на таа нова скратена Југославија. Во еден прв дел, негде до 1992 година, Карингтон и таа голема британска дипломатија во рамките на конференцијата едноставно се обидуваше да ја разбере логиката на Милошевиќ и да му помогне. Секам Карингтон постои прашање. Па зар не ви е по-добро да останете дел од една скратена федерација? And you see, to be truthful, at the time,
Macedonia was in a way rather in the back seat. Ја мислам им дава надеж на проектантите на таа федерација. Еден од архитектите на таа стратегија беше господинот Геншер, бившиот министер за надворешни работи на Германија. Он секогаш мене му убедуваше дека треба да се сочува Југославија. Mr. Genscher was a powerful figure. Босна фактички србите ја добива без војна ваква каква што е, значи де факто федералистичка. На тајната средба во Охрид, на кој од македонска страна присуствуваат Киро Глигоров и Васил Топурковски, а од српска страна Слободан Милошиќ, тогашниот председател на председателството на СФР Југославија Борислав Јович, Македонија ја отфрла таа идеја да биде дел од таа Србославија. Ако вие се одлучите да останете со нас, тоа е наша стварна желја била. Црна Гора е спремна, а мислиме тоа ќе влијае и во Босна. Хрватска и Словенија нека изаѓу. А Босна и Србија и Македонија и Црна Гора треба да остану. Кус беше состанокот и започна во 10 часот, а ние предвидувавме ручек во 13, мислејќи дека тоа долго ќе трае, па ручекот никогаш не се одржат и ќе требаше да го чекаме повеќе од 2 часа. Пред да си отидат, реков на нашите, дајте им едно 5-6 килограми убава одбрана пастранка. Нека стават у колата, па тамо они ќе си ја земат после у авионот. После таа тајна средба во Охрид, Слободан Милошиќ и тогашниот српски политички врв го праќаат генералот Благо Јаџич да се договори со Македонија за повлакање на JNA. Таа средба се случи на 21 февруари 1992 година во Скопје. Дојде овој за начелник на генералштабот Аџич и тој веднаш се јави по телефон, сакам да дојдам во Скопје. И послали смо Аџича у Македонија да се с нима договори и рекли су му да буде флексибилен. Генералот Аџич направил консултации со тогашниот подпредседател Костич. Nije bila prisutna želja da mi sada silom armije nekoga zadržavamo. И разговорите беа закажани и се одржаа на 21 февруари 1991 година во Скопје. И они su načinili jedan, po našem mišljenju, uspešan sporazum. Дојде огромна единица на припадници на југославската војска и беше блокиран целиот објект кај што се водеа преговорите. На 27 март 1992 година JNA или последниот војник на JNA напушта територијата на Македонија. Тоа беше голема победа на Киро Глигоров. Еден генерал, кој генерал Штикла по прекар, кој излезе со последниот хеликоптер од нашата земја, тоа значи од 28 март веќе ние имавме целосна сувереност над територијата на Македонија. Почнува големата битка за името на Република Македонија. До 1995 година две држави се клучни во тој процес, Велика Британија и Франција. Во јуни 1992 година во Лисабон е изгласана најлошата декларација во врска со името на Република Македонија, односно тогашната Европска економска заедница или денешната Европска унија бија признала Македонија само ако во името на државата не е содржан зборот Македонија. Помош на Грција во тој процес и во таа Лисабонска декларација им дава францускиот председател Франсуа Митеран. Нормално тие тамо веќе го има одлучено тоа и ни го соопштија тоа што имат одлучено. Пинјеро вели, имате ли и друго име? Ама викам, чекайте како друго име. Па вика, ако немате, состанокот заврши. Грците не се согласуваат со било што друго. Освен вие да го смените името, а потоа Европската унија да ве признае и тоа е тоа. Мислам дека на Денко тоа го погоди посебно, почна да полемизира со нив на начин на кој тоа воопшто не стои, он има донесена одлука и не соопштија. Тука не се одвива одлуката во дебата со нас. Ја викам, тоа стана непријатно. Ја викам, добро, Денко, сега заврши приказна, да се собереме, додиме. Лисабонската декларација е сработена преку народните партии
Но тука многу му има на Мицутаки спомогнато Митеран, председателот на Франција тогаш. На 14 јануари 1993 година во Париз се одржува таа легендарна средба помеѓу Киро Глигоров и францускиот председател Франсуа Митеран, каде што Митеран го дава тој предлог да биде формирана арбитражна комисија составена од 3 члена која ќе го даде новото име на Република Македонија. Еден член ќе биде од Македонија, еден од Грција и еден претпоставувате од Франција. На крајот веројатно ќе беше прифатен тој француски компромисен предлог за име Нова Македонија. После долги и мачни убедувања на таа средба Глигоров го отфрла предлогот на Митеран. Ќе постигнете компромис со Грција во врска со името на Републиката? Ние за цело време нудиме цела серија компромиси. Toujours que nous offrons toute une série de compromis. До сега за жал без успех. Malheureusement, jusqu'à présent, ils n'ont pas abouti. А би сакале да живееме во мир, во пријателство. Nous aimerions habiter en amitié et en paix. И во полна соработа. Втората линија на таа тајна дипломатија врска со името на Република Македонија ја води Велика Британија и тој процес 1993 година завршил со приемот на Македонија во рамки на Обединетите нации. На 18 јули 1992 година во Скопје доаѓа тогашниот британски министар за надворешни работи господин Даглас Херт и тоа е веројатно клучната средба за еднината на прашањето за името за Република Македонија. Се јави по телефон на мене Даглас Херт, министар за надворешни работи тогаш. Вели, сакам да дојдам у Скопје. Велам, повелете, ќе бидете драг гостин. I went to Skopje twice. I was very friendly received, I remember. Britain is not an enemy of Greece, but I was always saying in private, look, your attitude does not seem to us reasonable. Во тајна дипломатија во Скопје и во Атина Даглас Херт го испраќа својот дипломат од најголема доверба, тој господинот Робин О'Нил, и после неколкуте средби во Скопје и во Атина со тогашните политички водства, господинот О'Нил го испраќа својот извештај во Лондон во кој вели дека Грција всушност сака да ја искрши Македонија и Македонија всушност да исчезне од политичката карта, односно на тој начин со нерешавање на тоа прашање за името Македонија да се приклучи кон Србија. It seemed to me, and here I'm not saying this was the view of the Greek government, but I could see that logically it would be much simpler for Greece if Macedonia became part of Serbia once more and simply disappeared. Притисокот кој што го правеше Грција кон Македонија, и не само околу името, туку и воопшто постоењето на државата, всушност значеше дека Грција како да ја притиска Македонија се врати во некакво сојузништво или заедничка држава со Белград. Таа проценка на Робин О'Нил веројатно беше клуч на британците цврсто да застанат на македонска страна во однос на тоа прашање за името. Како решение на спорот со името, британците тогаш го дава тој предлог Република Македонија во заграда Скопје. Тоа е некаде есента 1992 година, а се сеќавате, почитувани гледачи, дека некаде пролета 2008 година, значи 16 години подоцна, тој предлог Република Македонија во заграда Скопје беше клучен за приемот на Македонија во рамките на НАТО во Букурешт 2008 година. Заради дополнителен чекор кон компромиси како израз на добра волја, би можеле да изразиме спремноста за додавка на името за надворешна употреба со термин што уште попрецизно е лоцира државната територија, иако тоа е непотребно, со името на главниот град во заграда. Одлука за тоа би се донела зависно од исходот на состанокот во Единбург. Тоа не би барало промена на уставот на републиката.
На 2 декември 1992 година во Лондон се одржава легендарната средба помеѓу тогашниот британски премиер Џон Мејџор и македонскиот председател Киро Глигоров. Тоа е прва средба на така високо ниво на независната македонска држава. На таа средба всушност е дадено зелено светло, бидејќи рамките на тогашната Европска унија не беше во состојба да биде решено тоа македонско прашање, Македонија да може да аплицира за прием во Обединетите нации. Мислам дека тоа беше прв пат да и македонскиот председател биде примен на така високо ниво. До тогаш моравме да се задоволуваме со министри за надворешни работи кои го примаа нашиот председател. It was clear at that point that the European community had done all that it could, and it was clear also that the matter must then move forward to the United Nations. На 7 април 1993 година Македонија станува членка на Обединетите нации. Од сето претходно кажано, почитувани гледачи, веројатно станувате свесни дека тој прием во рамки на Обединетите нации не е паднат од небо, туку е многу темелно одработен во годините кои следа пред тоа. The resolution of the Security Council was drafted and put forward by Britain, France and Spain, the 3 EU countries on the Security Council. And it contained, of course, the name former Yugoslav Republic of Macedonia. Тогашниот британски амбасадор во Обединетите нации, господинот Ханеј, има главна улога во приемот на Македонија во рамки на Обединетите нации. I used to say to my Macedonian interlocutors, I of course saw the Prime Minister and the Foreign Minister who used to come to New York a lot. I used to say to them, why worry about the name? It will just fall like a ripe fruit. People will just talk about Macedonia after a bit. За прв пат македонскиот јазик и македонскиот збор се слушна на Генералното собрање на Обединетите нации. И најпосле тоа попладне, не, прво на собранието. На собранието сета галерија беа македонци. Приемот на Република Македонија во меѓународното семејство на народите е чин со кој триумфира правдата и светол пример како еден мал и мирољубив народ по мирен и легитимен пат го оствари своето право на самоопределување и државност и својата одговорност во меѓународната заедница. На крајот на летото 1995 година Соединетите американски држави многу активно се вклучува за решавање на тој проблем со името. Тогаш веќе се гледаше крајот на војната во Босна и Херцеговина, веќе се најавуваше дека ќе биде склучен тој Дејтонски мировен договор и американците сака во еден цел пакет да биде решено тоа балканско прашање. Токму тоа беше причината американците многу активно се вклучат и да дојдат до решавање на тој проблем со името со потпишување на таа времена спогодба. The concept was, would the two sides trust us to come up with solutions to these final, there's something like 5 issues. So Holbrooke agreed with it. And he asked me to fly down to Skopje, which I did very quietly, to talk to President Gligorov and see if he would agree that we could resolve these last few issues and if he would agree to a one-day negotiation. Бараше средба со мене и он вика, слушайте, таа работа може сега да се сврши. Таа задача му беше доверена на тогашниот дипломатски булдожер господинот Ричард Холбург и на идниот амбасадор на Америка во Република Македонија господинот Кристофер Хил. So I met very quietly with President Gligorov, and I don't think the journalists were even aware that I was there. Кога дојде, вика, сега, ако вие со ово се слагате, кидам ја во Тина, ќе го седнам Папа Андреу, не искачам од канцеларија, дури не рече да. So the next morning we went down to Greece, and we encountered a very concerned Papoulias.
Во тој период, министар за надворешни работи во Грција, денешниот грчки председател Каролос Папулис. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Χόλμπρουκ ήταν ένας καλός διαμετακομιστής των απόψεων Γλιγκόροφ Παντρέου, δηλαδή μέσω του κύριου Χόλμπρουκ, ο οποίος πηγαίνει ερχόταν μεταξύ Σκοπίων και Αθηνών, υπήρχε ένας διάβλος ανταλλαγής απόψεων Γλιγκόροφ Παντρέου. И Папандреу му рекол, добро да може ова и да биде договор, меѓутоа уште еднаш да потврди Глигоров дека ова ќе го потпише. What we did was we called our embassy, or we actually had our charge in Papandreou's office, and we kept the phone open. I don't know who paid the bill, but it was a substantial bill because we kept the phone open for about 3 hours. That was part of the theater of negotiations. I don't think we really had to be in touch with Papandreou on the telephone, but to show that we were prepared to go right back to him. Надвор новинари чекаат да идам ја да кажам ти таа работа е завршена, а вечер State Department ќе даде званично саопштение. А може и Белата куќа. And so then we announced it to the press in front of the presidential villa, and everyone was shocked. Everyone was shocked. The United States is announcing simultaneously in Skopje, Washington, and Athens that Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia have decided to send their foreign ministers to New York next week to conclude an agreement which takes the first important steps to establishing the basis for friendly relations between these two neighbors. We welcome this development at this crucial and delicate stage in the search for peace in the Balkans. Времената спогодба, почитувани гледачи, всушност се одраз на таа филозофија на Кирил Глигоров, дека одредени проблеми кои се вековити проблеми или траат најмалку 100 години, како што е проблемот со името помеѓу Македонија и Грција, треба да бидат решавани на вековит начин, односно на еден долг начин. Меѓутоа, во тој временски простор кој ќе трае со години или со децени, треба да се најде модел како државата да функционира нормално. Затоа е исклучена таа времена спогодба, да се остави простор тој проблем со името да се решава долги години, а во меѓувреме Македонија да може да функционира како една нормална, функционална држава. Три недели после склучувањето на таа времена спогодба помеѓу Македонија и Грција со посредство на САД се случува атентатот врз Глигоров, но за тоа после рекламите, почитани гледачи. Well, now you see, I have grown up. Your smile is like a piece of luck, though I don't see it enough. I'll be trying. You gotta look through my happy eyes. Look through my happy. Се е лесно кога толку многу ги сакаме. Бекутан. 30 години љубов и грижа за нашите малечки. Од сега во ново пакување. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Веднаш се враќам. Повелете, комшивке. Се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мело. Повелете, комшија. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Toyota. На 2 октомври 1995 година, ненајавено и неочекувано, Киро Глигоров оди на таа тајна средба со Слободан Милошевиќ во околината на Белград. Денеска престојував во работна посета на Белград на покана председателот на Србија Слободан Милошевиќ. За таа средба не беше информиран македонскиот државен врв, ниту премиерот Бранко Црвенковски, ниту собранискиот спикер Стојан Андов.
се сеќавам дека таа посета на председател Глигоров на Белград беше изненадна. Што за тоа оди во Белград, јас разбрав во 10 часот од вестите на телевизија и отишол веќе во Белград. Тоа ме изненади. На таа средба во Белград на 2 октомври 1995 година Милошевиќ му нуди на Глигоров еден вид на царинска унија или една лабава конфедерација помеѓу Македонија и Србија. Седнавне и тој вели, што велиш ти за една идеја да Македонија пристапи во конфедерација со СР Југославија. Во тие разговори Киро Глигоров го одбива тој предлог на Слободан Милошевиќ. Во белешките од таа средба помеѓу Глигоров и Милошевиќ, кои подоцна се разгледувани на Советот за безбедност на Република Македонија, јасно стои дека Милошевиќ бил многу изнервиран од тоа одбивање на Глигоров за формирање на царинска унија помеѓу Белград и Скопје. Случајно или намерно, еден ден после таа средба, 2 октомври 1995 година во Скопје се случува атентатот врз Киро Глигоров. Вечерта, некаде 6-7 сатот, се вратив од Белград и таа вечер имавме дома и некои гости, поседевме подолго време, па ја телефонирав на неколку души што е било во Белград, бидејќи немаше веќе можност за некој состанок. Таа вечер покасно си легнав и не отидов на работа вообичаено. Одев околу 9 обично. Него некаде после 10 саатот и ги зедов со мене во автомобилот вчерашните вестници, бидејќи не ги бев читал, и денешните, сабајлешните вестници, и читав во колата. Одев по вообичаениот пат. Ја не се сеќавам за експлозијата, што се случило. Кога ме распрашуваа после откако дојдов до свест, што можам да кажам, како била таа работа, ја не можев ништо да кажам. Председателот Киро Глигоров едва останал жив после тој атентат. Првите вести беа многу лоши за состојбата. Така да дури у едно време почнав да зборам во прошло време за мислев дека работа ќе беше свршена. Многу тешки беа околностите. Знаев дека немаме многу време за губење, немаме многу време за чекање. Јовица Огриновски тоаш тврдеше дека со сето свое знаење и умење тврди дека мора интервенцијата да почне веднаш и јас и Нада Глигорова како најблизок роднина сопруга на председателот, тука се консултиравме и рековме тогаш стартувајте, направете ја. И денес се поставува прашањето која беше целта и дали беше постигната целта на тој атентат. Ја мислам дека мотивите се секако политички. Атентатот на Глигоров беше можеби последниот обид на оние кои што не сака Македонија да биде самостојна независна држава, да се прекине тој процес. Останете со нас и по рекламите, за една минута се враќаме да одјавиме нашата вечерашна емисија. Стариот добар проколин од сега во нова пластична шишенце и во нова модерна амбалажа. Ви ги представуваме и новите проколин вештачки солзи за хигиена на очите, кои овозможуваат чувство на комфор. Заедно со проколин, раствор за чистење, подмачкување и за дезинфекција на вашите контактни леки. Проколин, линија за комплетна нега на очите. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Дете, веднаш се враќаме. Повелете, комшивке. Се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивке. Имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мела. Повелете, комшија.
колку начини за искаштување можете да замислите. Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Toyota. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечерва можете да го проследите нашето телевизиско досие на тема Киро Глигоров, сведок на историјата или контраверзите на една политичка кариера. Ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.